Почитуван колега, ништо не демантиравте од тоа што ви го кажав, а и самиот сте свесен дека ништо од ова што декларативно се залагате нема да се исполни. Еве, впрочем, и последната ваша дискусија во однос на контрарепликата во однос на пензиите. Немате никакво право да зборувате за пензионерите, бидејќи вашето покачување на пензиите беше најголемото од 36 денари. И се повикувате во министерот да пристапи кон изменување и дополнување на Законот за пензиско-инвалидско осигурување во однос на пресметување на пензиите, така? Кој го укина условот да пензиите се покачуваат и се осогласуваат согласно животните трошоци, и вториот параметар беше порастот на просечната плата. Кој ги укина овие ставки, односно по однос на покачување на минималната, односно на просечната плата? Токму вие, како власт, со вашето доаѓање, еден од првите закони и прва реформа ви беше токму укинување на овој параметар. Со тоа пензионерите останаа скратени за многу средства за кои што требаше да ги добијат до сега, а вие сега ги манипулирате и наводно ќе бидете херои кои што ќе им го вратите ова, па вие им го одзелете ова. Токму вашата влада го измени законот и го укина еден од начините на пресметка на усогласување на пензиите на пензионерите во Република Македонија. Сите пензионери го знаат ова и затоа не можете да се повикате на зголемување на социјалните трансфери во однос на Министерството за труд и социјална политика, кога имате повеќе од 40.000 граѓани кои што чекаат термини за да остварат право на помош и нега од друго лице, кои што ги темпиравте да предизборно им ги дадете наодите и мислењата, а се уште не се исплатени. Почитуван колега, на ово имав и пратеничко прашање кое што министерката не одговори. 40.000 граѓани ги чекаат овие средства, а вие манипулирате повеќе од една година со нив. Тоа е таа ставка за која што се повикувате во буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Најпрво исплатете им на овие граѓани, кои што впрочем од свој джеб плаќаат дали трето лице, дали тие се ограничени да одат на работа, имат трошоци по однос на своите најблиски, пружејќи им помош и нега од друго лице. 40.000. Со што од 2018 до 2020 година од 25.000 бројот пораснува на 45.000 баратели. Симптоматична бројка за кое што треба и самите да се запрашате, и имаме две компоненти овде. Или населението во Република Македонија за 2 години порастот на заболени и оние кои што им е потребна ова нега се зголемил за 80%, односно од 25.000 на 45.000, или втората компонента е лукративна за предизборно да можете да ги манипулирате за парламентарните избори, предходно и сега за локалните, меѓутоа граѓаните ја препознаа вашата манипулација и соодветно ви вратија на овие избори. Затоа немојте да се повикувате на измени и дополнување на Законот за пензиско-инвалидско осигурување, бидејќи токму вие сте тие и еден од тие кои што гласавте да се укинат овие начини на пресметување, и немате никакво право да ги манипулирате пензионерите дека ова ќе го направите сега, а впрочем ние повеќекратно кажавме дека кога ќе дојде влада предводена од ВМРО ДПМН, овие ставки, овој закон повторно ќе биде вратен. Со тоа пензионерите достоинствено ќе си го добијат она што им следува. Немате никакво право да манипулирате со нив, а впрочем и буџетот ова го покажува. Од овој буџет, кој што е историски по 5 пат, бидејќи секогаш кога носите буџет е историски најголем, ово е историски најголем, истите ставки ви се само за манипулација. Конкретно ви кажав во кои ставки се водат, а од овие места можат да се алоцираат средства токму за вакви категории на граѓани кои што ќе имат бенефит од парите кои што ги собираме од сите даночни обврзници, за да можат да бидат алоцирани одветно во соодветниот апарат на државата. Ви благодарам. Ви благодарам. За контрареплика пратеникот Минов.